Здраво живо, јас сум Димче. Добро дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат сум на едно многу убаво место, на место каде што се гледаат двата кањона во близината на Велес. Тоа е кањонот на Богомилите и во позадина се гледа кањонот наречен Пешти. Овие кањони се специфични по тоа со нивната убавина, секако и со тоа што имаат во двата кањона можеби над 80 пештери, дел од нив се и насликани, времето ги користеле богомилите, подоцна и нововерците или христијаните, така да овие кањони изобилуваат со богата историја. Јас сете накратко само сакам да ве запознаам со нив и да отвориме некои теми, да беседиме на некои теми, односно да одговарам на некои прашања кои што ги добив. Тоа е за актуелните случувања во светот. Замислете луѓе кои што се потомци на боговите, кои што се моќни, кои што зборуваат за некаква духовност, за просветлување, наеднаш ја даваат својата моќ, односно му предаваат некој друг да одлучува за нив. Така се случи со последното, изборите во Македонија, потоа изборите во Америка, изборите во Русија и така натаму и така натаму. Односно луѓето доброволно си ја предаваат својата одговорност, со тоа и својата моќ. Значи ти кога му даваш на некој друг да одлучува за тебе, седи љубов, снимаме. Седи. Значи ти кога му даваш својата моќ на друг, тоа му даваш на тој начин што му даваш право да одлучува за тебе. Значи кога одлучува некој за тебе, ти доброволно си ја предаваш својата моќ. Тоа е моето мислење за актуелните случувања. Јас не сакам да му предадам мојата одговорност за одлучување на никој друг. Сакам ја автономно да си одлучувам за моите работи, за мојата слобода. Затоа што јас себе си се рачунам како слободен човек, тоа би требало и сите вие да го правите или да се стремите, или да ги учите вашите деца да тежнеат кон слобода, не да тежнеат кон предавање на моќта на некој друг. Станав малку, имав проблеми со техниката. Значи, во текот на моето снимање највише можам да се пожалам на мојата техника, затоа што снимам со стар телефон, позајмувам дронови. За снимање последно што ми се случи е дронот што го позајмив да снимам, изгуби сигнал и се уништи. Така да сега сум заборчен еден дрон. Нема врска. Тоа е дел од тоа што го работам. Се случува. Меѓутоа, сега токму ме подсети телефонот, почна да ми титка, не ми држи батеријата, па треба да го приклучам на екстерна батерија за да работи и така натаму. Нема врска, но да продолжам со снимањето, ми отиде мислата. Дојде Љубов, тука се снимаше убава сцена, ќе беше да видите Љубов. Меѓутоа морав да станем и Љубов си отиде. Дојде Љубов, Љубов, дојде ако сакаш да снимаш. Дојди. Дојди, дојди ма. Дојди. Ајде еве Љубов, па дојде, ќе се снимаме со Љубов. Седи Љубов тука, ајде. Ајде еве Љубов во сцената. Браво Љубов. Ова е моето верно куче Љубов. Тоа е шорпланинец. Едно од нашите духовни кучиња и мој сопатник, затоа што само Љубов е доволно луда да ме следи по овие ридови, по овие мои истражувања, по овие мои авантури и така натаму на таа тема. Меѓутоа се навратам на мислата. Мислата ми беше да создаваме слободни луѓе, односно луѓе кои ќе тежнеат на тоа сами да одлучуваат и сами да имаат моќта, како што кажав, не да ја предаваме нашата моќ на други. Не други да одлучуваат за нас, ние сами да се одлучуваме. И јас сонувам и се молам за тој ден кога луѓето ќе можат сами да одлучуваат, не некој таму било кој да одлучува за нив, како што е Трамп, како што е Путин, како што е не знам како се вика сега на Македонија премиерот и така натаму, затоа што верувајте, сите тие се дел од една банда која што
без разлика кој да го стават на позиција, насоката е иста, односно насоката е кон одзимање на моќта на луѓето, што помалку да бидеме моќни, а што повеќе зависни од нив, односно од таа банда што не владее, или кај можем да најдам таа банда во капиталистите, највеќе можем да најдам, затоа што тие се научени цел живот да користат од луѓето, затоа што нивното богатство е направено врз основа на трудот на други луѓе. Тие нашле начин по старовладетелството да го користат трудот на луѓето и да се богатат. Па така, таму ја наоѓам таа банда што не владее. Ако видите, секогаш владетелите ни се од редовите на тие луѓе што веќе се навикнале да ги користат луѓето. Значи, тие долги години ги искористуваат луѓето, се богатат од луѓето и тие немаат развиено емпатија за луѓето, затоа што ги гледаат како некој од кој што може да извлечат само некоја корист, и затоа тие луѓе ги ставаме на позиција или така наречено ги бираме, иако да избереш помеѓу јаболка и круша не е избор. Избор е да избереш помеѓу 20, 30, 50 работи, а ако видите, ние секогаш бираме меѓу 2 или 3 опции, така наречени, така да ние немаме не избор, освен да продолжуваме да бидеме во раците на тие капиталисти и да им ја даваме нив моќта, односно они да одлучуваат за нас. Јас сонувам секако за свет, каде што сами ќе одлучуваме за работите што се случуваат. И токму тоа ми е темата на нова моје видео, да не си ја даваме така лесно моќта и да одлучуваме самите за работите што се случуваат околу нас. Пример за тоа се можем да ги набравам во нашето околина позитивните примери Кочани, кои што кога им ја дадоа власта да одлучуваат, например, на тие капиталисти, тие им направија депонија од која што верували или не, 7.000 луѓе во град од 14.000 луѓе ги разболеа. Тоа е пример за тоа кога им ја давате моќта на други да одлучуваат за вас. Например, доколку се ставеше на гласање тоа за депонијата, верувам дека никој немаше да гласа и таа регионална депонија немаше да се отвори во Кочани. После тоа секако немаше да се пали и тие 7.000 луѓе што се разболеа ќе беа здрави. Тоа ми е пример доколку ги ставите работите во своји раци и ви одлучувате, една за секогаш ќе можеме да направиме реална промена. Друг пример на тоа за одлучување на други е Прилеп, каде што веќе 8 месеца луѓето макамачат, односно се борат со окупаторот кој што ги нападна, тоа е Бехтел и Енка. Секако друг одлучи тој окупатор или таа фантомска фирма Бехтел и Енка, која што е подгрупа на компанијата BlackRock, која што е озогласена компанија во светот за уништување на земји. Секаде кај што стапнала, направила голем пустош и уништување, и секако целта на Бехтел и Енка да испадна малку од темата е да ги земе изворите на вода во Македонија, за да може да профитира уште повеќе, затоа што тие само тоа знаат да профитираат. Така да тоа ќе се случи во иднина, значи ќе ги земат изворите на вода и ќе треба секој да си купува вода. Ако видите, веќе пробуваат на тие луѓе што им даваме право да одлучуваат за нас, да ни воведуваат дека водата не е безбедна за пиење. Веќе во неколку градови водата не е наводно безбедна за пиење, во иднина во сите градови нема да биде безбедна за пиење и ќе мора да купуваме вода. Кој ќе ја продава таа вода? Секако Бехтел и Енка, компанијата која што моментално ровари низ Прилепско. Тоа е само еден пример за тоа дека, например, нашата влада одлучи за таа фамозна Бехтел и Енка да влезе во државата и да копа каде сака. Замислете, им дадоа дозвола да копаат на кое сакаат место, без да бараат никаква дозвола, така речено. Замислете. Доколку луѓето одлучуваа за тоа, например, да гласавме сите дали таа Бехтел и Енка да дојде тука и да копа каде сака, јас верувам дека 99,9%, освен тие нивните луѓе или капиталистите, ќе гласаа за да дојде. Значи ќе отфрлевме.
Така да толку од тоа кога даваш право на друг да одлучува за тебе, ја даваш и својата моќ, а со други зборови ја даваш и природата, ја даваш и иднината, затоа што тие луѓе ќе си гласаат или ќе си одлучуваат за доброто на тој мал број на луѓе што е научен да ги користи луѓето, односно капиталистите. Сега ќе рече некој има и добри капиталисти, па не знам дали има. Меѓутоа, колку и да се добри, тие се научени да ги користат луѓето. Тоа им е нивната алатка, тоа е нивната мисија на оваа земја и тоа знаат да го прават. И доколку ги ставите на власт, ќе продолжат да го прават истото. И тоа е моето размислување околу тој избор на, како беше, Трамп во Америка и неговата капиталистичка свита. Не верувам дека ќе има промена доколку додека такви профили на луѓе доаѓаат на власт. Тоа околу моето размислување. Негативно е, у старт ви кажувам, негативно е моето размислување, некои би го нарекле реално, и заради тоа што е негативно и заради тоа што тие, кога мислам на тие работи, ми будат негативни емоции, јас се трудам да не мислам, се трудам да мислам на мојата непосредна околина, да влијаам на процесите на кои што можам. И тоа е тоа, значи, накратко да сумирам се на се, значи да се тргнеме веќе еднаш од тие мејнстрим насоки во кои што не носат и да се свртиме кон нашата непосредна околина, односно кон нашата убава Македонија, да ја заштитиме, секако ако можеме би ги заштитиле и природите во околината, Србија, Бугарија, Грција, секако, меѓутоа нашата моќ е ограничена, секој делува во својата околина, затоа што нашите ресурси, пак ќе кажем уште еднаш, нашите пари, ние ги дадовме во раците на тие луѓе или капиталисти кои што не владеат, а кои што се научени да го користат човекот, колку и да се добри, колку и да се интелигентни, нив им е во коренот да го користат луѓето, затоа што тие го направиле богатството врз грбот на луѓето. Затоа да делуваме во нашата околина, колку што можеме, да шириме убава мисла, да се бориме за нашата природа, како што нашите браќа во Прилеп го прават тоа веќе 8 месеци, како што во Кочани го направија тоа и се уште го прават, како што во Гевгелија го направија тоа, како што во Струмица го прават тоа. Односно, вакако ќе размислам, низ Македонија се случува некој вид на еколошки бунт, затоа што луѓето од секаде се креваат и се бунат против експлоатацијата на мајка Македонија, односно на нашето природно богатство. Значи, во Македонија се случува еколошки бунт, значи отидов од слобода на еколошки бунт, меѓутоа ова е слободна тема, каде што разговарам на многу работи, кои што вас ви интересираат. И така, една од тие беше што мислам за тој избор на Трамп или тие наводни промени што се случуваат во светот. Ви кажав што мислам назад во видеото, таму отидов на тема екологија, мојата пасија, мојата љубов секако е природата и секогаш ми е прва. Како што гледате, видете на какво место сум преубаво, како човек да не се бори и како да не го сака ова. Тоа за мислењето за промените, мисле дека нема никакви промени, тоа е само илузија која што ни сервираат кога стануваме немирни и кога почнуваме да поставуваме прашања. Толку од мене за ова видео. Се надевам дека ќе го најдам дронот кој што ми го снема пред некое време, затоа што правев снимки од клисурата со дрон. Дронот изгуби контакт од сателитот и го снема. Значи падна некаде тука, ќе пробам да го побарам. Се осеќам некако неубаво заради тоа, затоа што дронот ми беше позајмен. Се надевам дека ќе го најдам, имам надеж дека ќе го најдам. Денот е пред мене, ќе го барам, доколку не, ќе мислам што понатаму.
Сега за сега тоа е тоа од ова видео. Сега ќе станам, ќе ви ја покажам околината наоколу. Се надевам ви се допадна видеото и моето размислување на не толку популарни и позитивни теми, меѓутоа мораме некогаш и тие теми да ги отвориме и обработиме. Доколку вас нешто ве интересира, прашајте. Ви благодарам што бевте со мене во уште едно моје видео. Се гледаме во некое моје наредно видео или низ нашата убава Македонија. Одам да го барам дронот, држете ми среќа. Се надевам дека ќе го најдам, уште имам надеж, додека има сонце, додека има ден, а ние се гледаме. Поздрав уште еднаш и секое добро.